Пиши бриши законодавство. Ке носиме едни закони за по некоја година да ги враќаме старите. Ова произлегува од последните случувања поврзани со Коридорот 8, каде сега во собранието треба да се носат нови закони со европско знаменце, кои се во спротивност на европските, само за да се задоволат апетитите на фирмите, сметаа дел од експертите. Универзитетскиот професор Климовски за Алфа вели дека со ова испраќаме лоши сигнали во Унијата, каде се представуваме како несериозна земја која за лукративни причини си поигрува со правото. Мислам дека многу лоша порака испраќаме. Ние практично целокупното тоа законодавство кое што сега заради еден обичен бизнис договор го менуваме, ќе мораме веднаш потоа да го вратиме назад. Да го вратиме во сегашната состојба, затоа што велиме дека 80% скоро од нашето законодавство е усогласено со европското. И таму испраќаме многу лоши сигнали каков партнер ќе бидеме ние во Европската Унија. Бидејќи ако вие на овој начин се однесувате само кај еден закон, тогаш тие ќе ве гледаат многу зачудено, најблагоречено зачудено, а јасно ќе им стане зашто станува збор кога тоа се менува заради еден единствен бизнис проект. Климовски вели, заради бизниси си го загрозуваме патот кон Европската Унија. Ова е крајно несериозно, крајно контрапродуктивно и во спротивност со сето она што ни убедуваат дека се тие проевропски фронт. Дека уште малку само што не собрале и не однеле во Европската Унија. Мислам дека со овакви потези ниту една власт, а ниту една и држава нема да биде примена во друштвото на европските држави. И професорката Каролина Ристова Астерот со сличен став. Ова што сега се прави со злоупотребата на носење закони со европско знаменце е страшно. Ваквите злоупотреби се резултат на влади кои никако да почнат да делуваат во систем на поделба на власта, во кој има функционални кочници за нејзина доминација, неретко за разни злоупотреби. Сето тоа заедно покажува сериозно неисполнување на ударен политички критериум за членството во Европската Унија и секако дека така само ќе продолжиме да имаме негативни оцени во годишните извештаи за напредокот во евроинтегративниот процес. Астерот вели дека вакви забелешки не добиваме само од технократските тела на Европската Унија, како што е Европската комисија, туку и од поединечни држави членки на Европската Унија, што само ни прави огромна штета, бидејќи токму тие го имаат последниот збор за било какво помрднување на напред. Според познавачите, покрај законите со европско знаменце, спорни се уште неколку аспекти на самиот договор, односно со тоа што договорот е таен и не е достапен за јавноста. Се кршат правилата за транспарентност, конкуренција и еднаков третман во областа на јавните набавки. Инаку, токму насењето на 5 закони за договорот со Бехтел и Енка со европско знаменце беше предмет на реакција на делегацијата на Европската Унија во Македонија, од каде велат дека ја изразуваат нивната загриженост до домашните власти и бараат дополнителни објаснувања.